Пропаста на славниот пасок во Грција, кој од главна политичка сила речиси исчезна од политичкиот живот, е судбината која му се заканува на СДСМ во Македонија. Самото тоа што владеачката партија на анкетите падна дури на трето место, покажува дека падот од власт не само што е неминовен, туку може да биде катастрофален. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека самото тоа што коалициониот партнер Али Ахмети се искачи над Ковачевски е јасен показател дека на изборите на СДСМ му се пишува црно. Вие да сте владеачка партија, а да паднете според рейтингот да бидете дури трета, дури и со помал рейтинг за неколку промили од оној на коалицијскиот партнер ДУИ, покажува дека очигледната нивна функција во оваа влада покажува една форма каде што тие се во слободен пад. Севкупно гледаме дека опозицијското размислување, опозицијското гледање на народот е веќе во една апсолутно нагорна линија. За СДСМ спас нема да биде ниту евентуалниот најавен Европски фронт, каде тие би оделе на парламентарните избори заедно со ДУИ и Алијанса за албанците. Ристевски вели тоа го покажуваат и рейтинзите на кои ВМРО ДПМН има поголем рейтинг од овие три партии заедно. Она весела математика за која се зборуваше, нели, дека евентуално би се споиле ДУИ заедно со СДСМ, па можеби некоја друга партија би направиле некаков си проевропски блок, можеме слободно да кажеме дека таа весела математика со процентите не е така во реалноста, но дури да се спојат тие проценти, 9 кома нешто и 9 кома нешто и некои другите, пример како што е Алијанса, повторно би имале помал рейтинг од тоа што во моментот опозицијската ВМРО ДПМН има. Инаку според анкетата на Market Vision спроведена за потребите на порталот МКДМК, СДСМ стана трета политичка сила во Македонија со рейтинг од само 9,5%. Пред нив е дури и ДУИ со 9,7%, додека убедливо најголема доверба кај граѓаните има ВМРО ДПМН со 25,1%. Слична е состојбата кај политичките лидери, таму на врвот е Мицкоски со 12,3%, што е за речиси 3 пати повеќе од вториот Ахмети кој има 3,7% и третиот Ковачевски кој има 3,5%. Случајно или не, како контраодговор се појави и анкета на неделникот Фокус, правена од агенцијата Стратум, која на минатите локални избори целосно промаши предвидувајќи победа на СДСМ. Според оваа анкета, која масовно се шири од профили на социјалните мрежи кои важат за блиски до СДСМ, владеачката партија има предност од 15,8%. Пред ВМРО ДПМН која има 10,1%, трета на оваа анкета е евентуална нова партија предводена од Никола Груевски со рейтинг од 9,2%. Иако сите анкети велат друго, според оваа најпопуларен политичар е Димитар Ковачевски со 12,8%, по него е Груевски со 11,1%, додека трет е Мицкоски со 10,5%. Оваа анкета е спроведена по телефонски пат во период од 1 до 6 октомври на репрезентативен примерок од 1200 испитаници.